Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Благој Араповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Добре дојде. Добре најдов и добро вечер. Една вест која што излезе пред неколку часа, ССМ останаа сами во ултимативните барања и некооперативноста, дури УПОС се согласи со вас в четврток ќе седнат на преговори со владата. Па денеска, да. Малку чудно беше Трендафилов да биде сам во салата за состаноци или за пресконференција. УПОС на крајот од денот, она што го успеваше да го минира заедно со целото раководство на ССМ во изминативе 7, 8, 9, 10 месеци, каде што вработените беа скратени за нивните покачувања, еве конечно се сложи да дојде на преговарачка маса. Она што ние го прифаќаме и го кажавме дека за нас е прифатливо, линеарната плата, линеарно покачување плюс 8%, почнувајќи од 1.3.2026, заклучно со 1.3.28 година, еве конечно и председателот на УПОС доби мандат. Инаку морам да кажам, УПОС не е тој што треба да го потпише тој колективен договор. Да, на времето може бил најголемиот синдикат, во моментот синдикатот на администрација државна управа на Македонија е најголемиот синдикат во тој сектор, така да нити УПОС, нити САДО ја немаат репрезентативноста, тоа ќе иде на поединечни колективни договори, кои поединечни колективни договори треба негдека сами да ги потпишуваме, а негдека заеднички. Процентуално како оди односот на УПОС со другиот, што велиш, репрезентативен повеќе? Па ние имаме пресметано дека негдека околу 70% од овие вработени што се останати ги застапуваме и негдека е тоа 70 до 80% од институциите кои што треба да добијат зголемување на платите, кои што во минатите 6-7 години беа изоставени токму поради молчењето на ССМ и молчењето на УПОС и неусогласување на платите согласно минималната плата. Не знам дали ќе се согласиш, но испадна малку ќорфишек или статива онаа фотографија што ја пушти Трендафилов денеска, онака патетично застанат контра него, празни маси ССМ во позадина. Требаше да значи никој не доаѓа со мене, но испадна дека како што протолкува и повеќето граѓани на социјалните мрежи, остана сам. Самичок многумина и се посмева со тоа. Малку статива беше работата, требаше да представи како никој не сака да преговара со него. Доби одговор од владата дека преговорите се в четврток и го поканија да дојде да седне нели со нив. Не можеш ти кога ќе сакаш еве тебе нека ти текне, сега ќе преговараме. Не бива така работата, нели? Па да, малце беше патетично тоа што остана сам денеска во таа сала за состаноци, сала за пресконференции. Не знам што се случи. Треба да си кажат натре од Сојузот на синдикати. Дури имаше и контрадикторни изјави председателот на УПОС со председателот на Сојузот на синдикати на Македонија. Тоа што се случува натре само по себе кажува колку се искрени во намерите да помогнат на работниците. Така. Ти спомена дека сепак ќе се реализира покачувањето, односно зголемувањето на платите според планот, но од друга страна и од ССМ, а случајно или не и од СДСМ ги дели само една буква, испадна муабетот дека вие сте против зголемувањето на платата од 600 евра, она што им е зацртана. Зошто сте против зголемување на платата на 600 евра, Благој? Па не сме против, ние сме за 700-800 евра минимална плата. Ако вие ќе лицитираме со бројки, да кажеме стварно колку е потребно да живееме удобно сите. Значи, ако имаме две минимални плати по 700-800 евра, тогаш ќе биде супер за сите граѓани. Работата е во тоа што ние секогаш сме се борели во минатото за системско решение. Системските решенија носат резултати. Кога ние 2017 година кажувавме да не го менуваат законот за плати, да не прават и да не дозволуваат популистички да се користи од тогашната власт, они го дозволија тоа и заедно со претходната власт не сврлија од економско-социјалниот совет, каде што бевме надвор све до 2025 година. 3 пати собиравме документи за репрезентативност, 3 пати беа
тие сите години беа чувани по фиока. Дури се доаѓаше до ситуација каде што и СОНК требаше да потпише колективен договор договорен. Сојузот на синдикати на Македонија не доаѓаше на тие седници да се додели репрезентативноста. Излишно е да збориме дали СОНК ја имал репрезентативност или ја немал репрезентативност, најголемиот грански синдикат не само во Македонија, можам да кажам меѓу најголемите на Балканот, кој што има 70% од вработените во образованието. Не ете тоа се случи само од нивна испрустрираност зашто некој да потпише некаков колективен договор или какви спогодби да се направат. Тоа ете гледаме сега им се удира од глава, им се враќа назад, затоа што сето она што сега сакаат да го спинуваат како борба за работничките права, им се поврзува со на минатото, кога 7 години молчеа, кога 7 години молеше работникот за усогласување на платите, се покачуваше за жал минималната плата и во еден период, пред 2022-2023, пред оној општ колективен договор, затоа беа оние 10% покачување, зашто ние бевме против само 10 да бидат, која имавме 20% инфлација. Дојдовме во ситуација сите во јавниот сектор да земаат минимална плата. Како беше во приватниот сектор? Нешто слично. Иако ние многу немаме членство во приватниот сектор, но и таму беше нешто слично како што беше во јавниот сектор. И сега дојда помошно технички персонал, оние со средно образование, оние со високо образование да бидат на разлика од само 3-4 илјади денари. Денеска гледаме дека таа неправда полека, но сигурно се исправа со ние спогодби што ги направивме во образование, во здравство, покачување процентуално во полицијата, исплаќање на сите додатоци во армијата, иако 2 години не се покачила платата, но ете се на добар пат и за тоа да најдат решение. Еве во администрацијата она што го минира, но еве дојде време и тоа да се потпише вработените да си ги земат и да си го земат и тоа покачување, иако беаускратени во минатите 10 месеци заради водење на некаква политика од Сојузот на синдикати на Македонија и од УПОС, доаѓаме до ситуација кога полека но сигурно се исправа таа неправда и оние спогодби што ги потпишувавме до 2028, она што го кажува премиерот, не е за џаве. Тоа е за да процентуално се направи некаква дискрепанца помеѓу платите. Подадовме рака на Сојузот на синдикати на Македонија истото да го направи во приватниот сектор, да помогне преку општиот колективен договор во приватниот сектор или барем преку некој секторски колективен договор во некои гранки во приватниот сектор каде што се загрозени, но очигледно дека или не сакаат или го пропуштиле тој синдикален час. Велиш, бараш, односно предпочитате системско решение. Какво треба да биде тоа? Еве, тоа понуденото кое што беше чинам од власта, кое што, како што кажа и самиот 10 месеци не се потпишува и бегаат од него. Што предполага тоа? Како треба да се зголемат платите на тој начин и да остане тоа трајно и како што треба, не вака сега да не се лажеме. И јас, како што кажа и ти, може да излезам и да речам 1000 евра сакам минимална плата, 600 евра, 700 евра лицитирањето со бројки е едно, реалноста е сосема поинаква, не може ништо така преку трупа што вели народот да се направи, полека, но сигурно вака ги добивате парите, само што не ги добивате веднаш и останува како решение и за натаму за воиднина, така. Да им објасниме на гледачите. Во 2022 година, кога го направи оној генерален штрајк и кога добивме поддршка токму од Европската конфедерација на синдикати, која пристигна во Скопје, дури ни се чудеа зашто бараме 18,4% покачување на платата, кога ние објаснивме дека толку е покачена минималната плата, инфлацијата негде близу 30%, тогаш разбраа што се случува во државата. Значи, они беа запрепастени во тој момент на 18,4% на 30% инфлација. А замислете да ја спомнете цифрата од 50% покачување. Сите сакаме. И 100% да се качи минималната плата, да, и јас сум за да можеме убаво да живееме во Македонија. Но тогаш нема да имаме
кога само минималната ќе се качи, нема да имаме системско решение. Зашто кажуваме системско? Јавниот сектор е двигател на платите во Македонија. Ако во јавниот сектор се усогласат како што пишува во Законот за минимална плата, платите, тогаш и просечната плата расте и тогаш расте повише и минималната плата. Тоа е едната работа. Втората работа е, значи, сакам да кажам дека без покачување на платите во јавниот сектор не може да се покачи минималната плата и таа минимална плата не може да прави притисок и на платите во приватниот сектор. Втора работа која што е многу битна, што сакам да ја кажам, дека ние дадовме и наши предлози. Еве како што е во Србија, наместо минимална плата да имаме минимален платен час. Ако имаме минимален платен час, тогаш минималната плата ќе биде од до. Ова нека остане за месеците со најмалку работни часови, а другата да биде, нели, кога имаме највеќе работни часови, тогаш да биде минималната плата поголема. И не е само тоа поентата во покачувањето на минималната плата. Минималната плата треба да содржи и своји параметри. Параметри во она што може да издржи економијата, колку можат да се усогласат платите, да не дојдеме повторно во ситуација да ја доживееме онаа урамниловка која што ја имавме, па ќе кажуваме повторно дека јавната администрација не е продуктивна. Затоа што не е така далеко. До пред 2-3 години имавме ситуација кога оние советниците во јавната администрација, значи на В1 или на В4 зима 26.000 денари, а помошно-техничкиот персонал зимаше 22 или 24.000 денари. Тоа доаѓа до демотивирање на оние што треба да бидат носители на дејноста во јавниот сектор. И после бараме продуктивност од јавниот сектор. Не можеме да бараме продуктивност ако не ги усогласуваме платите. Така. Дали сепак, бидејќи и тоа се кажува постојано и од ССМ и останатите, дали растеше минималната плата овие година и половина, општо стандардот на граѓаните, на работниците, или стагнираше и одеше надолу како што го представува? Па вак, 2024 порасна 12,4%, 2025 порасна негде околу 8%, сега се очекува негде од 7,5 до 8% растење на минималната плата. Ако земеме едно на друго или кумулативно, тоа е близу 30% растење на минималната плата. Но ајде да се вратиме назад, кога ние протестиравме, а која Сојузот на синдикати не сакаше да даде поддршка или молчеа, или ни правеа упади во нашите штрајкови и ги усогласуваа платите само од 1 до 2%, колку да дојдат сите на минималната плата, затоа што не сме да се исплаќа плата под минималната. Тогаш, кога ќе се покачеше минималната плата, еве, највеќе се покачува 19% популистички од страна на претходната власт, следните години минималната плата се покачуваше за 1 до 2%. А сега гледаме, колку повеќе се покачува минималната плата, колку повеќе се усогласуваат сите плати, толку повеќе расте и минималната плата. Значи, тоа е грешката што се правеше во минатото. Само не знам кога ќе можат да ја сватат, затоа што ние доаѓаме до ситуација која бараме 200 евра покачување на минимална плата, а со овие покачувања што ги имавме во претходните 2 години во јавниот сектор, советник на највисока позиција со високо образование со 240 кредити, основната плата во моментот е 36.000 денари. Тие плати ние треба да ги покачиме во четврток. Так. Имаше многу тези околу тоа што се случува на протестите кои што мина. Беше индикативно тоа што имаше представници се гледа од вработени во образованието, во здравството, во сектори кои што според она што се случуваше со растот на платите најмногу беше чинам кај нив. Тие не треба да бидат таму. Дали тука зборуваме за една политизација на процесот, дали зборуваме за партиски војници, за бидејќи беше и тоа па повторно индикативно, СДСМ даде силна, максимална поддршка, како што рече и нивниот лидер Филипче. Така што се случуваше на тие протести? Се собраа околу
1000 луѓе, што реално за еден вистински работнички протест не е некоја бројка, но ја мислам дека па и не беа толку работници, толку повеќе беа некои партици од СДСМ и Левица. Темата политизација на синдикатите, која што очигледно ти спомна, дека постојано во минатите 7 години, кога некој друг беше на власт, некој потпишуваше договори, не излегуваше на протести, најнаш се менува работата, па тие сега сега излегуваат на протести, не потпишуваат договори. Премногу се гледа од Марс, да не речем. Па сега, колку имале на протестот и дали било политизирано, тоа не е наше да коментираме, тоа е работа на јавноста, само да си процени како и што се случува. Доволно се умни луѓето да сватат. Да, на тие протести. Никогаш нити сме коментирале, а нити сме сакале да не коментираат ако не ни даваат подршка. Само можам ја вака да кажам пред јавноста, да биде запознаена. Пред секој протест и пред секој штрајк сме имале официјална покана до председателството на ССМ. На секој протест и на секој штрајк сме биле одбиени од председателството на ССМ со образложение дека сега не е време. Ние во средата не добивме покана, иако баравме да видиме зашто бараат и зашто протестираат. Затоа што од една страна протестираат за, не знам, за минималната плата покачување на 600 евра и сите други плати за усогласување од 100 евра, што не е во ред. Значи, ако се качи минималната 200 евра, сите други треба да се усогласат за 200 евра. Па добивме, па слушавме по медиумите дека некои бараат почитување на колективниот договор во културата во ред, бараат почитување, еве и подршка и за тоа, за почитување на колективниот договор во културата. Па некој бара усогласување, не знам на какви плати, што имаше различна, значи какафонија беше во искажувањето на барањата на протестот. Единствено раководството на ССМ беше сложно во нивните барања. Од она што го изјавија присутните на протестот има најразлични барања. Очигледно е дека да, има проблеми со почитување на закони, на колективни договори, но можам најодговорно да кажам пред цела македонска јавност дека ваков социјален диалог ние во минатото немавме. Зашто? Затоа што јас, премиерот Груевски, премиерот Заев или Ковачевски, само поеднашка ги имам видено кога популистички се качуваше минималната плата. Премиеров на сегашната влада е присутен на секој економско-социјален совет. Значи, ние имаме можност со аргументи да дискутираме и да ги кажеме нашите проблеми. И она што се кажува дека сме немале доволно економско-социјални совети, еве во април 2025 година, која не бевме и двата синдикати репрезентативни, бевме собрани од владата начело со премиерот и токму за ова покачување што треба да се случи во четврток разговаравме. Требаше да се собереме пред 1 мај, но ССМ заради нивниот протест на 1 мај го исполитизира тоа покачување и во тој момент вработените во јавниот сектор останаа со кратки ракави без покачувањето. Успеавме еве до крајот на годината заедно со владата да го договориме тоа. Еве понудено им е на УПОС исто да се приклучат на тој договор. Што ќе се случи во четврток, не знам. Но јас и понатака не знам и сум скептичен дали УПОС ќе го прифати оваквото покачување на платите. А ако го прифати УПОС оваквото покачување на платите, во тој случај Трендафилов останува сам во барањата на Сојузот на синдикати на Македонија. Имаше и еден директен атак дента на протестите од политичка партија кон синдикат, зборуваме за независниот полициски синдикат. Тие само побараа со соопштение да се огради ССМ од јавната подршка и од сите стеги и сите работи што им ги направи СДСМ и Левица. Буквално побара, оградете се од политизацијата на протестот, даваме подршка, но оградете се. Имаше напад од СДСМ, ги направија, се руга со нив, што е недозволиво една политичка партија да се руга со еден синдикат, но
оно историјат на поврзаност на ССМ со СДСМ, нели повторно едната буква која што штрчи, е историска, да не се лажеме. Јас се сеќавам на времето, 27 години го работам ова, Муратовски беше лидер на ССМ, председател кој што даде подршка, првпат тоа беше во историјата, мислам дека и не се повтори. Синдикатот даде подршка на СДСМ на изборите во 2002 година. Дека работите не се менуваат толку, имаше подршка од ССМ, повторно таа една буква, од ССМ имаше подршка, ти ме подсети пред емисијата, имаше подршка на ССМ за референдумот за името. Замисли, во еден синдикат во кој што има илјадници луѓе и во кој што да не се лажеме 98% се против тоа, лидерот, односно председателот, тоа чинам Димовски беше, даде подршка од ССМ за промена на уставното име на Република Македонија, така што некои работи се преседани. Подршка за избори, подршка за референдум за промена на име и оваа блискост не е баш така, нели, од вчера. Се си има некои подлабоки корени, нели? Па дали делувањето на некои синдикати, како они ќе го постават, тоа е нивна работа. И вие настанавте така поради политизацијата на СДСМ. Точно. Генезата ваша е токму Точно, да. Тоа и сакав да го кажам. Тоа е нивна работа. Дали се они политички поврзани или не се политички поврзани, они треба да се кажат пред јавноста, не е наше да толкуваме. Она што се случи со независниот синдикат, повторно они треба да си кажат, тие што ги ругале независниот синдикат или какво била претходниот договор и така натака. Но едно е вистина, дека поради она инертност на ССМ и давање политичка подршка, во 2005 година, пред 20 години, настана Конфедерацијата на слободни синдикати. Тогаш насонки на Синдикатот за транспорт, одбрана, финанси им пука филмот и излагаат од ССМ, не излагаат, туку после кавгата се избркани заедно со тогашната власт на Бучковски, директно избркани од Сојузот на синдикати на Македонија, но успеа да ги одржат синдикатите и да формираат нова централа, а тоа е Конфедерацијата на слободни синдикати. И просим, Љупчо, самото по себе кажува. Ние до 2005 година немаме социјален диалог, немаме колективни договори. Се случува после синдикалниот плурализам кој што го направи КСС. Доаѓаме до економско-социјален совет, доаѓаме до закон за минимална плата, доаѓаме до социјален диалог, доаѓаме до општи колективни договори во јавен и во приватен сектор, на секторско ниво и така натака. Денеска сегдека сме покриени со колективни договори. Многу малци има, например, во јавниот сектор. Сега тоа што се стари, тие во приватниот сектор имаат некој кривица за тоа што ССМ делува таму во приватниот сектор, зашто не се репреговарени и реподпишани тие колективни договори. До тогаш ние немаме колективни договори, тогаш се буди таа синдикална свест. И она што повеќе синдикати излегуваат, толку е подобро, толку повеќе ние ќе се притискаме едни со други, ќе правиме притисок за да можеме да се избориме за подобри работнички права. И ако е тоа причината на ССМ, од мене добиваат тотална подршка. Но ако е друга причина, народот нека процени. Како ќе процени народот, така ќе се постави Конфедерацијата на слободни синдикати. Се сеќавам пред 20 години кога се оформувавте, токму како млад новинар го снимавме Муратовски, имаше прашање го поставивме околу формирањето на нови синдикати. Тој, како што знаеше да си каже, вака направи, бидејќи камерите беа тргнати, ама забори дека новинарите се тука, ќе ги мачкам како на леп, беше муабетот. Се зезна за тоа што сите го пренесовме, тоа не мора камерата да е, сите бевме насобрани и го слушнавме, но еве, 20 години потоа некако неведна мачка на леп не испадна баш така работата, нели? Па гледајте, у тоа време најголемиот синдикат во државата излегол и прави нова централа. И она што се случило пред 20 години уште трае таа изфрустрираност и се провлекува низ каналите на и историјата на ССМ, може и се пренесува од колено на колено, затоа што
тоа што го изгубиле образованието, изгубиле синдикат кој што е вистински борец за работнички права, затоа што СОНГ беше единствениот синдикат кој во минатото, ајде ќе кажеме и УПОС под раководство на тогашниот председател успеал да направи штрајк во правосудството, ние не памтиме друг штрајк освен во образованието. Имало обиди во здравството, се случувале протести во здравството, се случувало протести на јавната администрација, но генерален штрајк и вистински генерален штрајк ги има направено само Синдикатот за образование, наука и култура. Сега, таа изфрустрираност трае и денеска. Подпишувањето на тој колективен договор, на тој штетен колективен договор, беше само за да се уништи СОНГ и да почнат они да диктираат како ќе земаат плата во јавниот сектор. Но не знаат дека секој сектор и во јавниот и во приватниот сектор си има своји специфики. Заборавија на тоа дека сите тие специфики, дали се од образование, дали од здравство, дали од администрација, не можат да ги стават во општи колективен договор. Општиот колективен договор определува општи права, а гранските колективни договори ги прецизираат правата што се специфични за тој сектор. Така да се уште трае таа изфрустрираност на Сојузот на синдикати на Македонија. Не знам дали и Слободан ја надминал, но очигледно дека тоа што му е желба уште долго нема да им се случи. Има наводи дека се обидуваат повторно да го срушат, да го преземат СОНГ како еден од најголемите синдикати. Дали ова точно, бидејќи се слушаат такви муабети? Те изненадува ова? Па не ми изненадува, една политичка партија веќе се обидува да навлезе во структурите на СОНГ, така да ева тука им порачувам. Джави им е све што ќе помислат за тоа што членовите на СОНГ и раководствата и на синдикалните организации на регионите се цврсто определени да зачуваат независноста на тој синдикат. Една работа што штрчи премногу не одговара на синдикалното движење, на она што треба да представува синдикатот. Една работа е елитизмот кој што владее во контратаборот ваш и друга работа непотизмот. Јас не верувам дека некаде во светот има татко на син да му предава функции како што го има тоа во ССМ. За жал, но и оној елитизам, однесување што исто па повторно случајности, премногу случајности, а вела дека случајноста е само она кога не гледаш која е раката која што ги движи нели марионетите на сцената, но повторно елитизам кој што е карактеристичен за една партија го има и во еден синдикат, непотизам кој што е карактеристичен во политиката и секаде го имаме, а не дозволив во синдикатите го имаме таму, премногу лоши особини собрани, не синдикални се едноставно. Не може татко да биде па после синот, да биде па синовите, па татковците, нема логика тоа. Историјата кажува дека што подлабоко навлегуваат во тоа, се повеќе им се руши синдикатот и сами за себе се одговорни зашто Сојузот на синдикати е во таква ситуација во која што се наоѓа и сега. За овие прашања треба да ги поставите на нивна адреса, па нека си одговорат они што се случува и како се случува таму, кој каде е дојден и како е дојден. Нас тоа никогаш не ни интересирало, дури секогаш сме им давале подршка кога ќе не повикале на конгрес. На последниот конгрес, на последните два конгреса не бевме повикани, иако на последниот конгрес на 2022 година на Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што беше присутна и Европската и Светската конфедерација, беа повикани. Нека дојдат, нека видат што се случува, како се избира и така натака, затоа што легитимитетот на еден синдикален лидер е најбитен во неговото делување. Можат да кажуваат што сакаат, можат да прават спинови какви сакаат, но на крајот на денот членството е тоа што му пресудува на синдикалниот лидер. Денеска ја видовме на тажна слика, не знам како се однесува членството према оној мој ривал или пандан од Сојузот на синдикати на Македонија, што јас љубам да кажам да, колега, братски синдикат, кој што треба заеднички да правиме стратегии, заеднички да настапуваме. На нешто што е наметнато од другата страна, имавме ние извршен одбор на
Конфедерацијата на слободни синдикати, гранските синдикати во Конфедерацијата и членството не сакат да слушнат да се мешаат во такви задкулисни игри. Уметноста на преговорите, она што го спомна во претходниот дел, кога бараш нешто, настапуваш со можеби преголемо барање, ама некој ти нуди нешто друго, па се наоѓате можеби на средината. Ова и она што го практикувате, чинам, со договорите и со она што треба да следува. Ова што го бараат оттаму е буквално кажано ултиматум. Еве, како синдикалец после толку години, успеало ли некојаш да поставите ултиматум, а некој да го прифати? Освен тоа да разборичкате и да ви има на сцената, мислам дека тоа нема некој ефект. Љупча кажав јас и пред малку. Кога излегуваш на протест кога влегуваш во штрајк, треба да имаш на крајот на денот резултат. Ако немаш резултат, тогаш си одиш ти. Она што ние го правевме во минатото, вродуваше со каков таков резултат, половичен. Ако утре немаат на подолг рок резултати, тогаш одговорноста се знае чија е. И она што повторно ќе кажам, го видовме денеска е таа една тажна слика, само по себе кажува во кој правец се тргнати. Во минатото се случуваше, тоа знаеш и ти да го искоментираш, често пати се случува некој да ја укашка, буквално кажано, работата, а потоа вие како синдикат да ги оправате тие кашканици. Па се случуваше, тоа е со покачување на минималната плата и ние кога баравме усогласување за тоа што сите се направија, сите плати дојдаа на минимална, тогаш тие не реагира, им беше супер, затоа што беа единствен репрезентативен синдикат под наводници, затоа што власта ги чуваше документите тогашната власт на Конфедерацијата на слободни синдикати во ФИОКа. Еве дојде време кога сме двата синдикати, ние немаме проблеми и Сојузот на синдикати да биде репрезентативен и некоја трета централа да стане репрезентативна. Но секогаш имаме проблем кога ние ќе излеземе самостојно со некои барања кај што не делуваат другите синдикати, некој да се умешува во тие протести, во тие штрајкови. Впрочем, 2022 година, кога СОНГ беше во 3-неделен штрајк и кој што траеше таму недека до средината на мај, на 1 мај излегува да се договараат со владата. Па да кажат што владата нуди, зашто ја им не прифаќа и така натака, ниту се застапени, ниту ги представуваат образованието и науката. Јавноста треба да знае дека ние тогаш немавме противник само од владата, дека имавме противник и од Сојузот на синдикати на Македонија. Сега, кога они излегуваат на улица, да, ние им даваме поддршка, но они не ја бараат од нас поддршката. Нека излезат со документ, нека пратат со документ, нека дојдат како ние што сме биле ке нив, сме седнале на маса, сме ми објасниле што бараме, каква поддршка бараме. Тоа од нивна страна не се случило. Тоа е елитизам за кој изгледа вие разговарате, дека они не сакаат на никога да се покорат. И ние повторно, и во овој случај ние молчиме, они повторно не спомнуваат. Ко не знам да им смета КСС дека постои. Јас мислам, еве ние да го укинеме КСС, дека Сојузот на синдикати на Македонија повеќе нема да излезе на улица да протестира, затоа што ќе бидат единствениот синдикат кој што ќе делува во државата. Може и журка ќе направат. Па може и журка да направат. Имаме уште теми за отворање, со нас е Благој Раповски од Конфедерацијата на слободни синдикати. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е првиот човек на Конфедерација на слободни синдикати Благој Раповски. Со тоа и почнавме, но не објаснивме како што треба, буквално кажано. Во четврток се одржува средба, ќе бидете присутни вие, УПОС и владата, ќе се одржи во влада, претпоставувам. Што очекуваш од ова и на оваа средба? Па не знам дали ќе бидеме присутни ние, се надеваме дека ќе бидеме присутни, затоа што ние веќе го испреговаравме тој дел и она што ни беше дадено од владата, веќе ги отпочнавме тие процеси, 8 линеарно плюс 8% први
3.2026 година, линеарно плюс 8%, 1.3.2027 година и истото 1.3.2028 година, што значи од денеска 25 месеци, 6 месеци веќе вработените во јавниот сектор или административните кои што останаа на најниско ниво токму заради инферентноста или неразбирањето од некој друг синдикат што сега е многу гласен, останаа на она ниво кое што се. Се надевам дека она мука што ние не сме застапени како синдикат, ќе го прифатат тоа. Воспротивно, мислам дека се другото ќе покаже дека е само политика, ништо синдикално, затоа што ваквото покачување мислам дека во јавниот сектор не паметам да имало на ваков начин. Еве, како човек кој што долго време го работи ова што се вика, како да се средат работите во синдикалното движење општо во Македонија? Факт е дека доколку сте обединети, ќе бидете многу посилни. Вака разединети сега еве гледаме некој постојано, да не речам, сипа песок во сојузничката осовина, бега од договори, пред тоа одеше со некоја друга власт, сега оди против друга власт. Останувате на колосекот за работниците кои што се основата на целата приказка, вие сонки останатите, но некој постојано не го прави тоа. Како да се средат работите во синдикалното движење? Постои ли шанса за таква нешто во Македонија или тоа е утопија? Па постои кога секој ќе си гледа во својот двор и кога ќе најдеме заеднички начин како да ги представуваме работниците. Не е само минималната плата која што е проблем во Македонија. Ние имаме и закон за работни односи за кој што пред 2 години зборувавме секојдневно по медиумите, денеска не го спомнуваме, а да, имаме проблеми таму. Работа од далечина, работа од дома, работа на платформи, породилното отсутство кое што требаше да се покачи на 1 година и така натака и така натака. Го имаме законот за безбедност и здравје при работа, каде што и трудовиот инспекторат кој што го прати имплементирањето на тој закон, гледаме дека треба да има ревизија на тој закон. Впрочем, и заради непримената на тој закон на нас ни се случуваат несреќи како што се и Кочани, и Бесатурс, и модуларната болница и така натака и така натака. Имаме да изнаоѓаме системски решенија како можеме да дојдеме и да се вратиме на позициите пред 2017-16 година. Ајде да се подсетиме и да не заборавиме, да не бидеме толку скептични да кажеме дека тогаш и со минималната плата, како прва и единствена земја кој што имаме закон за минимална плата и со просечната плата бевме меѓу најдобрите на Западен Балкан. Сега, после 7-8 години, ние паднавме најдоле. Како да изнајдеме начин? Да се повторно да се издигнеме и пак повторно да бидеме меѓу најдобрите. Дали преку платен час и така натака. Затоа што, сме имале многу анализи, многу експертизи во тој дел. И што кажува дека во приватниот сектор највеќе се злоупотребува работното време на работникот, дека работникот се плаќа за 40 часа неделно, а всушност работи повеќе од 40, повеќе од 50 часа. Ако го направиме тоа и правилно евидентирање на работното место, подобрување на капацитети на тој државен трудов инспекторат кој што е за безбедност и здравје и закон за работни односи, тогаш можеме да очекуваме некое системско подобрување на работите во државата. Ако бараме само популистички, тогаш да, во моментот ќе ја решиме работава, но на долги стази повторно ќе дојдеме во ситуација во која што се најдовме пред 2-3 години. Перцепцијата е дека кога зборуваме за синдикати, секогаш зборуваме за јавен сектор. Приватниот сектор, реалниот сектор буквално и го нема, ако не се лажам. Или пак така го представува некој гледано според протестите и се што се случува. Реалноста да, приватните работници во приватниот сектор потешко издегуваат, работат за газди, нели и сето тоа, но како да му се помогне, еве, ти спомена некои од проблемите кои што ги има овој сектор, а ги има, многу ги има. Певе ќе кажам дека
Приватниот сектор или синдикати во приватниот сектор има само во Сојузот на синдикати на Македонија, или 90% се само во Сојузот на синдикати на Македонија. И тие се наследени синдикати од минатиот систем и се уште траат оние големи фирми и така натака. И во оние фирми кои што отидоа во стечај ги изгубија синдикатите, а можеа да бидат уште појаки ако и тогаш се бореа како сега за во јавниот сектор, како и тогаш се бореа во приватниот сектор. Многу е тешко да се направи синдикат во приватниот сектор. Можам да кажам дека во последните години може има само 4-5, 7-8 милијади членови кои што имаат синдикат во приватниот сектор, освен од оние наследените нови, во индустријските нови зони, во нови компании што се отворени. И тоа е табу тема која се разговара. Место ние да разговараме како да влеземе во приватниот сектор, како да направиме синдикати, како да направиме притисок врз приватниот сектор, ние бараме адход решенија кои што кажат, да, во моментот може ќе бидат добро изгледаат, добро звучат, но на долг рок сите ние ќе ја плаќаме после цената. Бидејќи на крајот повторно се сведува на диалог, во овој случај нели синдикатите, дали вие се само и останатите, од другата страна треба да бидат владата која што е работодавачот во јавниот сектор, нели, од другата страна приватните работодавачи, и тука да се дојде до некоја синергија, разбирање и она што треба да биде. Како може тоа да се случи, кога што кажа синдикатите кои што и се таму од приватниот сектор не функционираат како што треба, а треба без диалог, видовме дека ништо не било. Сојузот на синдикати пред се може да помогне, ново формирани синдикати се во текстилната индустрија, во трудоинтензивна дејност. Ете гласен текстилец, таму има синдикати, нека помогнат, ако побараат подршка од нас и ние ќе помогнеме да дадеме подршка, да направиме сите заедно притисок, да се подпише секторски колективен договор. На друг начин, јас не гледам како можеме еден и други да си помогнеме, ако ние протестираме, цело време тема на муавет и цел ни е другиот синдикат. Мислам дека во моментот може би е интересно на што го прават, но на долги стази кои ќе се видат какви се резултатите од сето ова делување и каков е начинот на делување, на крај не само они што ќе ја трпат штетата, туку сите ќе ја трпиме штетата за тоа што народот за такво делување се повеќе и повеќе губи доверба во синдикатите. Па кога на крајот ќе спомнеме на работниците во приватниот сектор да направат синдикат, се запрашуваат зашто да направиме кога сте несериозни во вашето делување. Тие не делат дали сме КСС, ССМ или некој трет синдикат, тие не доживуваат како синдикат. Како да се смени таа перцепција која што е општо присутна, да не се лажеме, и како да се помогне да ја нема таа перцепција и имиџот да не се руши, бидејќи со секој таков настап, и со поделбите што ги прават, и така испаѓа на крајот. Треба да седиме да разговараме, кажав. Да. И претходно сум кажал и многу пати. Имало обидите и самиот кажа? Па имало, кажувам дека ние сме направиле како КСС обиди. На прва кривина сме били истумбани од нив. Да. Значи, гледаат за лична корис или за корис само за шаку долара, што ви рекол. Така е. Тебе повторно ќе кажеме, во интерес на работниците, треба да седнеме и да разговараме. Она што го бараат, треба да дојдат кај нас и да кажат, дечки, ние бараме тоа и тоа. Ние, дека протестиравме во минатото, нека бидат искрени. Неколку пати каде што и Слободан како шеф на кабинет седал на тие разговори бил присутен, кај што сме барале подршка. И сме барале заеднички да настапиме. Но очигледно интересот е снемување на другите синдикати. Впрочем, тој синдикат нема конфликт само со Конфедерацијата на слободни синдикати. Тој синдикат многу пати влегувал у конфликти со други синдикални централи, затоа само по себе кажува кој е начинот на делување на Сојузот на синдикати на Македонија. Ајде се надеваме дека ќе им се смени мајндсетот и дека ќе сватат дека мора да седат да разговараат, мора да добијат подршка.
тука сме, ја подаваме секојаш раката, секојаш кажуваме во интерес на работниците, но дали ке нив ке се смени нешто, не знам, ќе видиме денове како ќе реагираат. Сепак остануваш оптимист за едно пообединето, поунисоно движење, подобро, нели? Движење синдикално во Македонија за крај. Па треба сите да сме оптимисти во интерес на подобри работнички права. А ако сме песимисти во тој дел и ако не сакаме заеднички настап, тогаш треба сите да си одиме од синдикалното организирање и да ставиме клуч на сите синдикати во државата. Се додека не размислуваме позитивно и се додека не даваме мотив и поттик за разговор помеѓу синдикатите за обединето делување, ќе бидеме нова рамниште на кое што сме сега. Сега е шансата, мислам дека во овој момент кога ни е подадена раката од другата страна, ако настапиме заеднички, ако имаме заеднички став, да седнеме, да се договориме, мислам дека и ќе имаме поголем успех. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на можноста. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.